Освен синдикална, владата ќе пресметува и потрошувачка кошничка. Според заменик министерот за економија Маријан Ристевски, пресметката на оваа кошничка е една од клучните за следење на растот на цените и животниот стандард на граѓаните. Од 1 јануари ќе се пресметува покрај синдикална минимална кошничка, ќе имаме и просечна потрошувачка кошничка на ниво на Република Македонија, која нас ќе ни користи како економија и влада за понатамошни стратегии во рамките на економските политики и секако зачување на животниот стандард. Ќе бидат земени параметри од најголемите маркети во Македонија, ќе бидат земени параметри од страна на основните прехранбени производи со она што е потребно за еден просечен живот на едно просечно македонско семејство. Да рачунам да се пресметуваат и други кошнички, како што е кошничка за двочлено, трочлено семејство, бидејќи ова просечна ќе биде најмалку за 4члено семејство пресметана за пензионери и така натаму. Законот за нефер трговски практики според Ристевски донесе ред и стабилизација на цените и се покажа како ефикасен. Законот за нефер трговски практики е одличен закон кој што прв пат го регулира односот помеѓу добавувачите и трговците во Република Македонија и тој е прв закон кој така се имплементира во земјите од Западен Балкан. Нормално во самиот закон имаше 1 година период да се увида кои се ефектите, за да евентуално ако понатаму треба да се променат некои членови од законот, да се променат во наредната 2026 година. Во оваа насока Ристевски потенцира дека казнената политика за синџирите супермаркети ќе биде заострена и најави казни далеку повисоки од сега максималните 20.000 евра. И секако една од работите кои треба да се подобрат во иднина ќе биде казнената политика во Законот за заштита на потрошувачи. Сметаме дека наредна година повеќе кратно ќе биде зголемена казната, која сега изнесува 20.000 евра, меѓутоа сметаме дека тоа е многу мала казна за поголемите трговци и маркети, кои што можат да ја поднесат оваа казна и да продолжат со едно такво неправилно работење.